Добар ден, почитувани гледачи! Верувам дека сите сте добри, здрави, живи и вашите сакани се наоѓате пред малите екрани и си го чекате новиот рецепт на денот од нашата и ваша вкусот на традицијата. Јас ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски, заедно со нашата екипа и тимот од Етно село Тимчевски. Драги мои, дали сте почувствувале некогаш дека душичката ви сака вариво? Тоест манџа дека ви сака, така? Јас тоа многу пати и да ви кажам, ми не достига време колку пати да направам, немам време, некои манџи варива си барат долго време, крчкање и така натаму. Но, драги мои, затоа е тука вкусот на традицијата, што ќе ви помогне во вашиот избор што да направите за ручек. Поточно, денеска ќе ви кажам една од моите омилени манџи, што ги сакам без разлика дали постам за Великден, за Божик или не постам, јас ја правам оваа манџа без месо. А знаете уште што е подобро? Што оваа манџа се крчка во рерна. За неа не треба да и дворите од озгора на ринглата, повремено да промешувате, па да видите дали подзагорела или не подзагорела. Едноставно ние имаме решение. Ова е од старите баби. Кога велат и така гори ќумбето на дрва, вика, и наместо од озгора ние ќе излеземе во дворот, ќе си правиме многу работи, ќе си копаме по бавчата, ќе си метеме, ќе си чистиме, манџата ќе се стори и во рерната во шпоретот. Тоа ми се допаѓа. Ова е вариво од леќа и зелка. Сега и така почнуваат великденските пости, нека ви биде ова еден предлог за вашето дневно мени, што да направите, што да јадете, за тие што постат и што не постат. А и не е потребно воопшто месо во ова вариво, зошто? Затоа што во леќата имаме голем процент на протеин. Таа извор на енергија, извор на протеин, од минерали, значи имаме калиум, имаме фолна киселина. И дали знаете за леќата дека е првото растение што воопшто човекот почнал да го одгледува? Значи јасно ви е за колку години старо растение станува збор. Леќата. И леќата ја топло ви препорачувам и секој ден да ја јадам, не ми е доволно. Можам да направам супа од неа, можам да ја комбинирам во турли тава, еве вака во вариво, ќофтиња од леќа да направам. Доколку во деновите постите без масло, тогаш ќе ја направите оваа манџа без масло. Сега што ни е потребно на нас за да го направиме ова вариво зелка и леќа? Потребно ни е 300 до 400 грама леќа, половина главица зелка, една главица кромит, бел, а може и една главица црвен кромит, неколку чешниња лук, малку домашен сос од патлиџан, рендан патлиџан. И кај нас во кујната цуна тоа го прави совршено. Ќе изренда патлиџан и ќе ни направи веднаш тазе салца. Или ако имате тегла салца, половина тегла. Една пиперка, еден рендан морков. Од зачини ќе ни требаат ловоров лист, триена сол, малку макдонос, буковец, малку мешан сув зеленчук, бибер, една лажица супена црвен пипер, масло и вода. Да преминеме на работа. Прво што ќе направиме? Во тавче ќе ставиме масло, да го подпржиме кромидот, пиперката и морковот. Масло по потреба ставаме околу 1 децилитар, а потоа ќе додадеме
Значи го ставаме кромидот и морковот да се пропржат. И ова манџа, ова вариво што ви го кажувам, е пријателски настроено кон сите што држат диета. Ова може да ви биде и дел од вашата диета. Но кога ќе пробате колку е вкусна, во ниеден миг нема ни да помислите дека и треба месо на манџата. Ова ќе го запржам, само да ја промени својата боја и пиперката ќе ја додадам. Да замириса малку. Еве како ја сечам, како мириса, не па во манџата која ќе ја ставам. И нека има и семче, не грижете се, тоа е се многу вкусно и многу убаво. Ете така, ќе ја додадам и пиперката. Сега ќе додадам малку од зачините, тие што може да се стават сега, како например сол, 1 прстофат сол, ќе додадам малку биберче, половина кафено лажиче, ќе додадам малку буковец, исто половина кафено лажиче, малку мешан сув зеленчук, по вкус, триена сол не ставам сега, затоа што има нели пченкарно брашно во неа, мелена пченка, кој што може да ми подзагори малку, но затоа овие сите зачини можам однапред да ги ставам и сега да се испржи сето ова и да се испомешаат сите вкусови на кромидот, на пиперката, на морковчето заедно со зачините. Ќе ја вклучам и другата рингла. Зошто? Затоа што ќе ја ставам зелката. Зелката знаеме дека е еден од најздравите зеленчуци. Ние, македонците, љубиме да јадеме свадбарска зелка салата со бибер, со оцет, со зејтинче, понатаму да правиме вариво од зелката, да ставаме кисела зелка, да правиме сарма и многу други нешта. Значи, она може како за вариво да биде и покрупна, насечкана. И сега, зошто ја одбрав токму оваа манџа, ја што ја сакам, што ја правам дома? Затоа што ќе направам едно големо тенџере. Понекогаш кога ќе ми дојдат децата дома ми викаат: "Мамо бе, вика, што си направила волкаво тенџере, цела војска да јаде?" Викам, јас си знам зошто сум ја направила. Од вечер ќе се ја ставам во фрижидер. Наредното утро за ручек повторно ќе си извадам. Значи, ова манџа можете и 3 дена да ја јадете. Е така, сега ја ставам зелката во тенџерето, каде што она ќе се пржи на масленце за почеток. Пред да и додадеме вода. И тука ставам 1 децилитар. И тенџерето оди на другата рингла. Ќе и додадам само малку сол. Сега зелката под дејство на топлината ќе си пушти вода. И ќе се пржи и ќе се динста.
ова зајре, овој зеленчук е уште малку готов и пред да го тргнам од ринглата, ќе му ставам црвен пипер. Ова е добро, ова ќе си го изгрицкаме. Секогаш вадете ги надворешните листови заради безбедност. Ова е веќе готова. Да досечкам само зелката и ќе ставам црвен пипер, ќе направам всушност како запршка. И за оваа манџа, по послужувањето, знаете што сакам најчесто да ставам? Прелив од Макдонос, оцет или винска киселина, масло и лукче. Еве, така. Еви зелката веќе почна да крчка. Овдека сега додавам лукче, неколку чешњиња цели, така. Така. И една супена лажица црвен пипер. Ова е вариво, прстите да си ги излижете. Мераци, се она што има дома кај нас, се она што имаме во Бавча, сето тоа што го има на пазар, сето тоа што е македонско. Ете. Како почна да мириса, еве го тука. Сега зелката ќе ја префрлам. Овдека поблиску до мене, така. Еве слушате веќе како крчка она. И вака со лажицата и она почнува да омекнува. Знаете кога ќе ги спојам овие две работи? Кога скроз ќе ја пушти водата зелката. Еве, како и се намалува. Како ја дробам со лажицата, а одоздола е врело, нели, под дејство на оганот. И си мешам и целата зелка, всушност, еве, сега се пржи, но уште малку ќе почне и да се динста. Сега ќе додадам еден прстов од сол. Така. И додадам исто малку биверче и малку мешан сув зеленчук. И таму малку и овде малку и таман ке си ја. Еве ја. Еве, веќе почнувам да го добивам тоа што е пресудно за вкусот на манџата. Значи, зелката да се испржи. Ете, тоа е тоа.
Рерната ни е веќе вклучена и е добро загреана. Би требало на 250 степени да ви биде вклучена. Сега ќе додадам веќе малку вода. Додавам колку 250 мл, една чаша вода. Така. Ќе додадам неколку ливчиња ловоров лист. Така. И сега ќе го ставам ова зајре во зелката. Сега малку со водичка ќе го исплакнам. Еве, да не остане ништо во тавчето. Така. Сега сето ова добро го промешувам. Сега ќе ја ставам салцата. Леле, колку е ова добро направено. Значи, поубаво не можеше да биде. Браво, Цуна, каков салца правиш. Ставам салцата. Така. И ќе ставам леќата. Ќе налеам вода, например, за 300 грама леќа, ќе ни биде доволно околу 1 литар вода. Ако ставите 400, колку што е кесичката, слободно ставите 1 литар и 200 милилитри. Јас ќе го наполнам тенџерето, затоа што ние сме многу тука. Така. Ево, она почнува да врие. Во шпоретот ќе ја ставам, кога навистина ќе почне да врие. Сега додавам вода. Да има толку колку што е потребно. Ова треба да биде густо вариво. Ете така. Леќата знаете дека брзо се вари, на неа не и треба повеќе од 45 минути да биде сварена. Сега ќе ставам макдонос. Ете така. И сега ќе ставам на крајот триена сол, кралицата на зачините. Така, па да видите вие каква манџа е ова. Ке сакате редовно да ја правите. Убаво, сето ова ќе го промешам. Ке пробам за сол, да видам дали е доволно. Ке го покријам тенџерето и го ставам во рерна. Во меѓувреме, додека таа си крчка во рерна, во тенџере, јас ќе го направам приливот од макдонос, лук и оцет, да земам сега едно лажиче. Можам сега ова, да пробам за сол. Таман, значи таман. Ете така.
тука ми е и капакот. Со вас се гледаме, драги мои, кога ќе ја искрчкам во рерна и кога ќе седнеме да ручаме. Драги мои, сега е вистинскиот момент на уживање. Тоа што го сработевме, што го подготвивме, сега да го уживаме. Еве како изгледа нашата манџа, нашето вариво. О, какова добро мириса! И еве што значи крчкано во рерна. Да не се мачите, како што ви кажав. Сите вкусови на македонскиот зеленчук. И овде е подготвено преливчето што ви кажав. Значи, имаме буковец, лукче, оцетче и макдонос. Ете така. Малку салатка, малку лепче, ништо друго не е потребно. Ајде сега да пробаме. Ова се јаде додека е топло. Знаете што велам, не можеш да престанеш да јадеш. Ке се земам малку лепче и ке се макнам и од ова, и од варивото. Кога ќе го направите ова, не го препуштајте овој момент. Многу силен момент. Знаете ли каков вкус ова му дава? Прекрасно нешто. Значи, не можам, навистина, не можам да престанам да јадам толку што е вкусно. И ова е редовно на мојата трпеза, да ви кажам. Драги мои, ние се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. До тогаш направете ја. Оваа манџичка, изнасркајте се и сладко. Е сега, како велат, која е наградата кога ќе направите нешто добро во животот? Има само една награда, а тоа е да ви се врати со добро. На здравје, драги мои, правете добро и нека ви се враќа со добро. Довидување до следната емисија.